Добро вечер, почитувани гледачи. Гостин во Отворено со општината е директорот на јавното предпријатие Струмица газ, господинот Зоран Китанов. Со него ќе разговараме за актуелните состојби во предпријатието, за активностите кои што се случуваат во овој период. Господине Китанов, добра вечер, добро дојдовте во Отворено со општината. Добра вечер, добро ве најдов. Поздрав до вашата куќа и до вашите гледачи. Пред старт сме на уште една грејна сезона. Дали сте подготвени да ги обслужите институциите, деловните објекти, но и приватните домови кои што ќе се снабдуваат со газ предстојната грејна сезона? Па накратко ќе кажам да, спремни сме, меѓутоа, значи како и секоја година и оваа година ние со самото завршување на оној ударниот дел од грејната сезона, тоа е некаде почетокот на мај, почнуваме со сервисирање на мерните станици и на оваа големата станица што ни е на излезот од Струмица према Валандово, каде што таму се прави замена на филтри, чистење на таа апаратура и на сите мерно-регулаторни станици по градот. Меѓутоа, веќе оваа година немавме прекин, бидејќи имаме завиден број веќе, тоа претпоставувам ќе збориме покасно, на граѓани приклучени кои што освен за грејење ја видува благодетта на користење на гасот за топла вода за санитарни потреби, за купатила, за кујна, значи континуирано гасот се трошеше и завчера го донесовме камионот кој што веќе беше испразен, значи јули август се континуирано се трошеше. Меѓутоа ние покрај изведбата на новите траси и новите приклучоци, тоа го правиме паралелно. Сепак една предност ние што оваа опрема е се уште релативно нова, па многу лесно ни оди тоа, немаме дефекти, ни останува само чистење, контролирање, такви работи. Так. Бидејќи во последниот период се прошируваше гасоводната мрежа во населениот дел од градот, но и кон индустријската зона Север. Кои се тие нови делови, нови улици кои што сега се гасифицирани? Па вака, оваа трета делница сега што ја завршуваме, втората беше на Илјо Шопов, во некаде должина од 800 метри, која што во летниот период се работеше и таа релативно така мирно и тивко пројде, ја направивме, завршивме заедно со Републичкиот инспекторат за сади под притисок, ја ставивме на испитување, се си пројде во најдобар ред и таму веќе ги имате првите приклучоци кои што функционираат и веќе ги користат. Следна траса ни беше траса која што неминовно, а и понатаму ќе ни се јавува во горниот дел од градот, каде што верувате е доста тешко да се работи, бидејќи се работи за мали улички, тесни улички, сокаци, а во таа една улица од 2-3 метра имате и водовод, и канализација, и струја, и телеком, ние сме последни. Значи, тука се работи доста бавно и доста внимателно и пополека. Меѓутоа, денес се завршува преминот над киното каде што се припојува на цевката со гасоводната мрежа и таа веќе е завршена мрежа, таа е должина од некаде 800 метри, ги опфаќа улиците Тодор Чичков, Кочо Рацин дел, Стив Наумов дел, Јосиф Јосифски свештарот и значи тоа е потегот од позади киното или старата радио Струмица до џамијата и околу џамијата, каде што исто така имавме од порано барања на луѓе да дојдеме да поставиме гасификација и знаевме дека ќе биде тешко, но стрпливо полека се направи. Се извинувам на граѓаните за кога се работи, знаете, ки има ископи, ки има земјишта, дождови паѓа, меѓутоа денес завршува последниот прекоп на спојување и наредните 10 дена треба да се изврши асфалтирање таму каде што бил асфалт, каде што бил бекатон да се врати бекатонот, да се врати во првобитна состојба. И со тој дел веќе сме завршиле, така да тој, ако земете во обзир се тоа целото ние го правиме плански, значи тој дел тука до џамијата, од другата страна сме стигнати некаде до Тутунскиот комбинат, монополот, ние што го викаме, значи останува делот на чифликот да го нападнеме од двете страни, тоа ќе веројатно ќе биде до година, каде што еден проблематичен дел ќе го оттргнеме.
во наредниот период, бидејќи имаме краток сега период за градење, мислам дека ќе отпочнеме со еден дел од Младинска, каде што претходно завршивме, тоа е после кружниот ток, па сега ќе продолжиме по линија на Младинска да дојдеме некаде до мостот кај поројот, бидејќи и тука имаме барања, а од другата страна пак сме дојдени некаде пред мостот едно 50 на метра, значи полека да го тоа споиме до година и да ова да го завршиме ова година, се надевам успешно согласно временските услови, верувам дека се уште ќе трае добро. Така да целото тоа плански се прави, но на крајта метар по метар, километар по километар стигнавме до 26-тиот километар гасоводна дистрибутивна мрежа во градот. Струмичани има 26 километри гасоводна мрежа. Тоа што значи некоја груба проценка да направиме, колкав процент од градот е покриен? Значи по мои информации, ако сум добил грешка информации, само тогаш може да сум грешка, водовод има некаде околу 85 до 90 километри. Значи ние веќе една третина од градот имаме покриено. Но приликом првата градба на првата мрежа која што беше од 11 километри и 600 метри, значи околу 12 километри, ние го опфативме целиот град и сите главни артерии што влегуваат во градот. Сега едноставно одиме лево и десно од тие главни артерии. Тоа значи дека работите полесно, би се поедноставно е сега за проширување на гасоводната мрежа? Па далеко е поедноставно, затоа што ги имаме пробиено сите тие главни улици. Тогаш беше така на едно големо ура, го постигнавме тоа некаде за година и пол дена, што е завидно, 12 километри во градски услови да го направите за една година, година и пол е навистина добро. И што е најдобро, тоа е согласно проектите, проектирано со голем обем на цевки, тие 12 километри, значи тие се од ФИ 110 до ФИ 350, зависно од кој дел од градот е, каде што одговорно тврдам, тоа сум го кажал и друг пат, утре други ден облакодери да никнуват следните 50 години. Тој главниот добавен дел на газ е со таков капацитет да нема никаков проблем, само од него се вадат сега помали димензии, ФИ 63, ФИ 90 значи, и 50. одговараат на потребите на Струмица и во идниот период кога би се развивал градот. Проширувањето, вчера пак имаше ваша пресконференција за тоа, за проширувањето кон индустријската зона Север. Колку сте задоволни од одзивот на индустријските капацитети? Заинтересирани ли се? Дали нивните пресметки велат дека исплатливо ќе биде да се работи, да се греат на газ? Значи, ние во зона Север уште веќе во тоа не сакајќи дојде да се поклопи со претходната моја реченица, значи уште кога го правивме првиот гасовод со главните добавни цеви, ние уште тогаш 2012 година, 2013 година имавме однесено таму цевка со пречник ФИ 90, кој што согласно проектите за таа индустријска зона е сосема доволно на 4 бара притисок. И уште лани веќе излековме до 2 фабрики кои што сака да користат, тоа беа Изолмак и Јока. Сега лани настапи тоа поевтинување на мазутот и на нафтата, па малку како бизнисмени. Нормално тие калкулираат кога ќе дојде падот на гасот под овие енергенси. Ова година дефинитивно, за тоа ќе зборуваме, гасот достигна многу ниска цена и тие веќе се припремаат во овој период кој ќе им заврши ударната сезона да го направат тоа, да се приклучат. Значи до нив не треба ништо да се копа, се е донесено. Вчера, на моје задоволство, имавме, се заврши приклучокот, еден доста голем приклучок, бидејќи таков е специфичноста на бизнисменот што работи со неговата дејност, се работи за конзервна фабрика, тоа е Агрокомерц во зона Север, и тие се со голем капацитет, бидејќи користат за печење на пиперки и други раноградарски производи и имаат голема потрошувачка. Неговата станица е, ако ви значи нешто, Г160, така кажано, условно, со капацитет од 256 метри кубни на час. За да споредам колку е тоа, да ви кажам дека мерната станица на гимназијата и на Сан Домасев заедно е Г160, значи иста таква станица, и тој веќе
од денес знам дека почна да си ги спремаат внатрешните инсталации и претпоставувам дека за недела, 10 дена, ќе почне да го користи природниот газ, што ќе биде олеснително кон нас, бидејќи човекот користеше, бевме таму видов, пропан бутан и носат боци. Се може замислите, у серија приклучени 10 боци, па носи, вади, стави, едноставно комплицирана работа, макотрпна работа, овдека веќе целата работа и плюс далеку поевтино. Тие што се на, исто така па котли што им се на нафта, ќе преминат на газ, со тоа што пак ќе им биде поевтино, а второ, нема да го загадуваат воздухот и околината околу нив. Минатата недела неодамна имавме измена на законот за концесија на гасоводната дистрибутивна мрежа. Засегнати сте, како ќе го толкувате? Што ќе кажете за измените во законот? Па вака, вашиот медиум, вашата телевизиска куќа, беше едно од првите места каде што јас лично 2012 година реков колку е погрешен законот што беше донесен за концесионирање на Македонија со поделба на 4 дела. Значи, еден дел беше Скопје, другиот дел беше Источна Македонија, Централна Македонија и Западна Македонија. Сега ќе мора малку подолго ова да го објаснам што значише тоа. Тоа нас не офаќаше, за среќа ние сме пред тој закон и ние сме сами за себе. Тој закон беше неизводлив. На сите мои настапи, на сите мои излагања, значи по медиумски куќи, на Фридрих Ебер, на семинар, на излагање за енергетска ефикасност, секаде кај што сум рекол дека ова е неизводливо. Зошто е неизводливо? Тој што ќе ја земе пример, еве поблиску до нас, Источна Македонија концесијата. И него му може би интересен Штип или Кочани. Ма тој е задолжен да го изгради гасоводна мрежа комплетна и во Виница, и во Делчево, и во Берово, и во Пекчево, и во Пробиштип, и во Кратово. И сега бизнесмен има калкулатор, тој чука и гледа, а условите беа така поставени да требало да ги приклучок да биде не повеќе од 100 евра, да го он субвенционира целото друго, да ја направи целата гасоводна во тие градови и после 20 години да го остави поклон на државата. Значи, нема таков. И уште тогаш реков дека тој проект нема да успее. Меѓутоа, тој беше жално за општините, а постоја, знаме, комуницираме, прашуваа, општините што беа спремни да се отпочнат со своја гасификација. Дали преку своје јавно предпријатие како ние, или во приватно партнерство со приватна компанија, но, пример, 51, 49 и така натаму, меѓутоа веќе со сигурност ви тврдам во завршна фаза пред отпочнување на проектот беше општина Чаир. Карпош веќе имаше солидни консултации со нас како да направи, што да направи. Од другите градови имав исто комуникација. Едноставно веќе почна тоа кај луѓето, Струмица некако ја покрена таа работа и почна да општините размислуваат за тоа. Ова нив ги пресече, бидејќи сега не смееја општините сами да прават, требаше некој на некој тендер да го земе тоа и да им гради. Меѓутоа, по тие услови нема шанса тоа да се изгради и да се направи. И сега 3 години пројдоа, значи нешто не побара никој концесија за Западна или за Источна Македонија или Централна, никој за тендерот за Скопје пропадна. Замислете, тендерот за Скопје да пропадне, голем град со индустријски капацитети со све, да таму нема заинтересанти или тие што беа заинтересирани кога ги погледнаа математиките, едноставно се откажаа. И сега ајде ова не важи и се носи закон на 3 месеци пред избори, не знам колку е тоа коректно, да Македонија се направи една целина и целиот дистрибутивен систем во Македонија, значи ајде да зборам малку на народен јазик, сите градови, една фирма да може сама да ги гасифицира и сама да го користи бенефитот од продажбата на гасот. И ќе кажам, по мене тоа е еден начин и на монопол. И сега тука почна и пропукувањата дека не е убаво тоа да се прави пред избори, дека тоа сака да се тенденциозно додели на овој или на оној, но мене во целата таа приказка најногу ме заболи нешто друго. Кога имаше преписка од СДСМ дека не е убаво на 3 месеци пред избори да се прави ваква концесија,
да се дава, тоа остава мерки за сомнеж и така натаму. Одговорот на луѓето од владата, на прес, официјален, беше дека тие не го разбирале тој проект, и окей, тоа е политика, не се мешам во тоа, но начина нешто друго, ја начина Струмица газ. Да, имаше обвинување, ќе ми дозволите дека Струмица газ тоне во долгови. Да. Вие тогаш преку социјалните мрежи се огласивте дека долговите на Струмица газ се помалку од износот на 3 врби кои што се наоѓаат во реката Вардар, кои што се дел од проектот Скопје 2014. Што значи тој ваш став? Дека долгот не е оптеретување за работата на јавното предпријатие? Ке ви одговорам. Значи, до сега, и граѓаните знаат, и слушателите ваши, и на другите медиуми знаат, никогаш медиумскиот простор за гасификација не сум го злоупотребувал во политички цели. Ова е прв пат кога зборам за такво нешто. Меѓутоа, ова се однесува лично на мене. Имаше порано од двајца струмички пратеници во парламентот некои недобри констатации за Струмица газ. Ајде преминав преку тоа, не реагирав пребурно. Имав еден допис и толку. Пред месец дена еден заменик министер што потекнува од Струмичко на една емисија на Сител, мислам дека беше на Јади Бурек, повторно и тој рече дека Струмица имала 2 километри гасоводна мрежа, па тоа биле некакви цевкички, па имало 15 приклучоци, пропаднат проект. Сега овие викаат дека Струмица газ тонела во енормни долгови, била неликвидна, и понудија нивни стручни лица да дојдат да ни помогнат, секако на барање на градоначалникот. Јас одговорив на социјалните мрежи, сега ќе го злоупотребам вашиот медиум, ќе одговорам и ќе му упатам апел. Струмица газ е должна помалце од 3 врби во Вардар. Одговорно тврдам. Значи, долгот нон-стоп се сервисира, бидејќи ние како што градиме, ни стигаат завршни ситуации и сега во моментот ќе се качи, пример, 2-3 милиона, па ќе платиме 2-3 милиона, но никош не е поголем, а во моментот не е поголем од 3 врби, а 3 врби во Вардар кошта негде 280.000 евра. И нашиот долг е помал од тој. Второ, сме имале 15 приклучоци, 2 приклучоци. И сме имале 2 километра мрежа. Струмица газ со решение од Републички инспекторат за садови под притисок има над 26 километри гасоводна мрежа во овој момент. И тоа континуирано се качува. Полека, стрпливо, спрема нашите можности, се качува. Струмица газ имала 15 приклучоци, па и тие се откажувале. Значи, 250 во моментот има. И е со континуитет секој ден. И сега баш ова што беше намалувањето направи пауза, па сега од кога се изгласа, верувам ќе збориме за тоа, и новата цена на приклучокот, значи од Сабајле имаме две барања. Значи верувам за следниот период сигурно ќе има уште 10 до 15 загарантирано. Струмица газ не гради на памет и не гради доколку нема обезбедено финансиски средства. Финансиските средства на Струмица газ се од буџетот на општина Струмица. Тоа го знаат сите. Може ли, некогаш сме забавиле, не сме граделе толку како што сме сакале, но било согласно можностите на општината. Имаше и лоши години кога, например, предвидувањето на општината за полнење на буџетот не се исполнили или не биле такви како што очекувале. Но градоначалникот секогаш снаоѓал сили, никогаш не рекол прекинете, застанете малце. Сме работеле, секогаш наоѓал сили да обезбеди средства. Значи, нашиот долг е далеко од голем долг и далеко од долговите на некои други институции, ајде сега да кажем така, нивни. Значи, тоа е неточно, тоа е небулоза, понудата што ми ја даваат за нивните стручни лица да дојдат да ни помогнат, ќе ви кажам колку нивните институции се грижат за оваа работа, не за Струмица, за гасификацијата. Значи, случајно шетајки по Скопје, видов една табла во една зграда, Агенција за енергетика. 5 години
нити е страпнал некој, нити е дошол да види, де да видиме што е тоа што го правите. Да погледнаме, не да бистриме политика, да погледнаме, се работи за убава работа. И затоа, овие нивните стручни лица ги повикам во вашиот медиум, на национален медиум, каде сакаат да разговараме за Струмица газ, слободно нека напаѓаат, нека кажат што не им се допаѓа. Имам доста одговори на се, ама да поразговараме и за гасификацијата на Република Македонија. Да видиме сега како кој ќе одговара за овие 3 години што направиле грешка за таа концесија, па ускратиле можност на општините и на граѓаните да користат овој бенефит, да се греат поевтино, да не загадуваат околината, да не го загадуваат Скопје. 3 години. Голем дел можело да биде направено. И би сакал да поразговараме како тоа кај нив кошта на последната делница што ја направија од Куманово до Штип, Клечковци, они кои што викаат, 1 километар, внимавајте, 1 километар, 1.230.000 долара. Одговорно тврдам, во Европа нема поскап гасовод. Толку околу тоа, оставам на нив, дали ќе сакаат да дебатираме и да разговараме. Актуелна е во последно време намалената цена на гасот. Рековте дека рекордно ниска цена има за оваа грејна сезона. Колку изнесува еве точно за информација на граѓаните, но и имате еве најавено 50 приклучоци кои што ќе бидат субвенционирани од општината. Дали сметате дека ова ќе биде доволен поттик за граѓаните, еве ќе биде ли конечно на рамниште на она кое што граѓаните можат да се го дозволат за грејење на газ? Ова е веќе поубавиот дел од разговорот и би сакал на вакви теми секојаш да разговараме, а не на непринципијални работи. Значи, да, точно е, гасот, не само во Струмица, гасот последните 15 месеци во Струмица поевтини за 35%. Значи, од првично, сега зборам цена со ДДВ, со провизии, со услуги, со све, од првичната цена од 46 денари, моментално денес гасот е 32 денари за метар кубен. И, значи, тие што знаат, нека пресметат во енергетска вредност, ви тврдам дека е минимум нерешено, минимум, а мислам дека и поевтино, од дрвата. Не зборам за струја и за нафта. Тука веќе далеко е гасот, доста поевтин. И сега граѓаните сакаат. Да, сакаат. Меѓутоа, времето е такво како што е. Потребна е една првична инвестиција да тоа се направи. Голем дел од граѓаните и не знаат, некои работи, па има улични муабети, па вака било, така било. Меѓутоа на сите сум рекол, Ова е можност да ги разјасниме тие нејасноти. Кои се еве? На сите сум рекол, повелете, дојдете кај нас, ќе ви објасниме, ќе ви кажеме, ќе ви препорачаме колкава снага ви треба, што ви треба, како ви треба. И верувате, голем, огромен број на луѓе има дојдено во Струмица газ, доста од нив лично јас ги имам примено. Не верувам дека постои некој на кој што ќе се пожали дека не му било убаво објаснено како да користи, што да користи и така натаму. Сега, во склоп на тоа, се ова некако ќе го поврзаме со второво, во склоп на тоа намалување, значи цело време беа тие убави новости од Струмица газ, се намалува цената, али тоа оди квартално, на 3 месеца. Така. Например, септември, 1 јануар, 1 април, 1 јули и така натаму. И континуирано се намалуваше 3%, 2%, 5%. Значи, за последните 15 месеца 35% е намален природниот газ. Не постои друг енергенс кој што е толку намален. Тоа ви тврдам. И дефинитивно е најдобар, најпрепорачлив енерген за загревање, но и тоа е малце погрешка толкување кај нас луѓето гледаат само за загревање. Секаде во светот гасот се користи за 3 работи. За топла вода, за користење и во летните периоди и кога не греете, за греење, но и за готвење. Значи, тие се трите работи. И сега, во комбинација, јас пред малку реков дека гасот сега веќе е нерешено и дури поевтин од дрвата. Меѓутоа, кога ќе земете дека ќе намалите од трошоците за електрична енергија точно за грејење на бојлерите, или пак ако е новоградба, нема да купите бојлери, не ви требаат,
Тоа се оди преку тој котел на газ, а котлите на газ, верувајте се, тие што ги имаат знаат, обично кога една спорона кога ќе се спомнеше котлара, се мислеше нешто големо, нечисто, таму некаде доле во некоја просторија. Котлите на газ стојат во дневна соба, во кујна, во купатило, каде сакате може да ги ставите. Просечна димензија е 80 см на 40 на 30, тие се безшумни, се со многу добар квалитет. И порано го имам кажувано, едина добра работа што ние дури сега се гасифицираме како Македонија, зборам, што сите тие детски болести на гасот и на користењето негово е одамна надминато во европските земји, така да производите нивни сега веќе се, каже речи, совршени и сега се надпреваруваат во проценти кој помалце трошил, кој помалце бучел или имал тростепена електронска пумпа или ваква или онаква. Значи тоа е донесено буквално до перфекција. Најновите модели што се има термостати со Android и тие го пратат веќе овој модел. Така. Значи вие можете да седите што знам, во Англија или во Скопје и дома да штелувате колку да ви е топлата вода, колку да ви е грејењето, како да ви е, па да видите анализа да си правите, тоа се овозможуваат веќе овие техники, колку сте потрошиле за топла вода, колку за грејење. Значи целото тоа е донесено до совршенство, но останува куповната моќ на граѓаните. И затоа секојаш на граѓаните ги повикувам. Така, пред да поминеме на тие другите нејасноти кои што се јавуваат и недоразбирање кај граѓаните поврзани со грејењето на газ, да им кажеме колку ќе ги чини вкупната инвестиција од прилика, доколку имаат инсталирано некакво парно грејење во домот, без разлика, досега се грееле на дрва, на струја, на нафта. Ако сакат да преминат на газ, значи без таа дополнителна инвестиција или која што би била и почетна, доколку го имаат инсталирано системот за парно грејење. Значи вака ово поврзува таман две-три нејасноти што најчесто ги поставуваат граѓаните. Значи тие што имаат веќе собствено парно грејање, така да кажем. Иначе вие не мора да ставите парно грејање, може да ставите и печка на газ. Така. Меѓутоа најчесто случај е тоа. Значи се останато е исто освен котелот. Се обично прашуваат, ама какви радиатори треба, какви цевки. Значи, од радиаторот натаму е тотално исто, истата инсталација, дали е тоа на котел на дрва, дали е котел на струја, на нафта. Тоа значи дека немаш дополнителни инвестиции да, околу тој дел. Значи, инвестицијата каде е? До котелот на дрва струја се става котелот на газ. Има едно преспојување, колку чини, тоа го прават парначиите, така да кажем, едно преспојување на цевките. Добре. Тука интервенцијата во котларата завршува. И сега од надвор, приклучокот, сега ајде да кажеме, приклучот кој што сега е 500 евра. Добре. Покасно ќе објасниме за новата цена. Приклучот кој сега е 500 евра, на тоа му следува елаборат за гасоводна инсталација, кој што е некаде плюс-минус 100 евра, тоа ние не го правиме, тоа го прават лиценцирани машински инженери, лиценцирани фирми. Тоа е некаде околу 100 евра. Сега котел, можам да кажем, котлите кондензациони што се на газ од најсовремени, од најнов тип од сите фирми, тука ќе ги тргна на страна конвенционалните, бидејќи тие се веќе слабо застапени, едноставно предноста во секој поглед е на кондензационите котли, тие во зависност од својата моќ се движат од 1000 до 2000 евра. Значи, ориентационо ќе кажам, пример, еден котел од 24 киловата, вие некаде 1000 или 1100 евра. Тие котли сите, сами во себе, значи така доаѓаат, не е тоа специјално правено, имаат два излеза. Еден за топла вода, еден за парно. Сега многу од граѓаните викаат, ама ја и до сега имав топла вода, сега како тоа не го прават, тоа е малку, така да кажем, балкански изум, таа една спирала што излегува од котлот на дрва, влегува во бойлерот и таа топла вода што оди до радиаторите го загрева, ја загрева водата во бойлерот. Затоа му треба саат време, прво, второ, мора да работи парното. Ова е тотално независно, нема врска парното со топлата вода. Ова е протечен бойлер, например, тој котел од 24 киловата има протечен бойлер од 28 киловата. Како што овие електричните протечни бойлери. И како ја креваш рачката на мешалицата, едноставно одведнаш ти доаѓа топла вода. Тој е независен од тој систем и си нема врска тој со тој.
Тоа име обично најчесто поставувано прашање, значи тоа околу делот сега останува лиценцирана фирма гасоводната, значи ние доаѓаме до вашиот двор и тука на едно место кое што го определува проектантот, го ставаме нашиот мерен ормар, тој што кошта 500 евра, што чини 500 евра, се извинувам, и од овде една гасоводна цевка, тука настанува, тоа морам да го кажем, сум го кажувал и друг пат, до овде цевката и притисокот се 4 бара. Овде во тој ормар, тука има гасомер, регулатор, вентили, сигурносни и така натаму, од овде се соборува притисокот на 25 милибара. Тоа е толку незначителен притисок, толку мал притисок, но тоа е стандард. Значи, не го определивме ние, едноставно во цела Европа е европски стандард, тоа е во цел свет, верувам. Европски стандард е тој. И така се прилагодени и котлите и шпорињата што се на природен газ и тие работат на тој притисок. 25 милибара, вие еден упалјач, една запалка има 1 бар. Значи многу помалку од колку една запалка. И тука тоа е безбеден дел и со една цевка од тој ормар што се става на оградата од дворот некаде, се излекува една гасоводна цевка со притисок од 25 милибара до местото каде што стои котелот. И тука се преклучува. Сега, кај некој човек, кај некоја куќа тоа е 2 метра, кај некаде е 12 метра. Согласно тие трошкови, јас тука не можам да кажам колку тоа точно ќе ги чини, меѓутоа кога приклучокот е 500 евра, ова другото 100, ова, значи 1600, 700, не верувам дека би било повеќе од 2000 евра, зборам за котел од таа снага. Сега, ако е котел од 35 киловата, нормално е поскап. Ако е од 42 киловата, нормално е поскап. Во Струмица поголем котел од 42 киловата за единична фамилија не сум сретнал дека има, бидејќи нема потреба, тие се многу моќни. И тука настанува одредена забуна исто кај граѓаните, кои ќе им кажа, например, добро, колку квадрати користиш ти за грејење? И ќе ми каже, например, 200 квадрата, и викам, изолирана ли е куќата? Изолирана. Му пресметувам по некои наши вредности што ги имаме и му викам, тебе ти е доволен котел од 20 киловата. Кај не е можно, викам, мојот котел на дрво е 50 киловата. Сега, зашто си ставил котел од 50 киловата, јас не знам. Меѓутоа, тоа ти е исто како за роба од 3 тона да купите шлепер што носи 20 тона. Немате потреба. Котлите на газ се многу ефикасни, многу брзо постигаат, верувајте, за 10 минути ја постигаат температурата, но после тоа влегуваат во период на кондензација, каде што и тоа го има случај само кај котлите на газ. Котлите на струја тие или тие, пример 18, 30, 50 киловата, котел на нафта исто така. Кај гасот е од до, пример тој котел што е 24 киловата, зборам се само за кондензациони котли зборам, тоа е од 4 до 24. И кога ќе настане, тук ќе го вклучите, вие дома ќе влезете, ладно, вие не сте го наместили термостатот сам да се вклучи, вие го вклучувате и тој дига 24 киловати. Меѓутоа, како што е постигнала температура, тој почна да паѓа. 24, 23, 20, 15, 14 и тука некаде се наоѓа и после тоа тој троши 10 киловата, не троши 24 киловата. Додека кај котелот на дрва, кај котелот на струја е или нема малци или повеќе. Тоа е исто така голема предност на котлите на газ. Смирени ли се луѓето? Претпоставам дека на почетокот имаше многу повеќе недоразбирање и несноти околу безбедноста на користењето на природниот газ во домаќинствата, како за грејење, така и за готвење, бидејќи тоа е една од опциите. Се појавуваат ли се уште такви прашања? Па многу помалце. Меѓутоа ние преземаме апсолутно сите законски, па и повеќе од законски мерки ние преземаме кога правиме тоа што треба да го направиме во самата инсталација. Од почетокот имаше. Страх ми е вака, е така, е онака. И сега тоа со притисокот кој го објаснив, вика, нели може да експлодира. Па викам, добро, еве запалка, како ќе ја запалиш, зошто огинот не влезе внатре? Вие сигурно запалиш, зошто не влезе внатре? Не влегува, затоа што има дизнај, тој под притисок излегува надвор. И значи, никогаш не настануваат, и тоа кај што читате, еве, ќе сретнете еднаш во годината во тој и тој град, таму и таму, пример, експлодирала плинска боца или инсталација, верувајте, тоа е од неправилна употреба, тоа е од неквалитетни материјали ставено или од некоја дотраеност. Пак ќе повторам, доброто нешто што ние сега
се приклучуваме е тоа што материјалите се донесени до перфекција, кај нас па многу малци ги има и тие што ги има се буквално од најквалитетните, така да се уште нема можност за такви грешки и не им препорачувам на граѓаните да експериментираат за едно цревце што треба да го стават пример од цевката до шпоретот. Дали ќе купат најдоброто за 300 денари, е поевтиното ќе го земат 100 денари, навистина не се исплаќа да се ризикува, но природниот газ има една друга добра особина за разлика од тој газ плин ние што викавме до сега, тоа е пропан-бутанот во боците што е. Пропан-бутанот е многу потежок, неговата конфигурација е таква, он е многу потежок и затоа еве овие што се за кафе варење шпиртулозите кои ќе ги смените боците и ви мирише извесен период овде. Природниот газ е многу лесен и да има буквално најмал отвор, тој веднаш излегува надвор. Структурално е различен од нив, така да безбедносниот сегмент е доста запазен до, хајде да не кажем сега, до перфекција. И сега некој ако земе бакрната цевка со брусилица да ја сече, до толкуто ти исто како да земете два прста во штекерот да ставите и сега. Тука веќе меѓутоа генерално се увиде дека, па и видете, во Европа, Македонија, Косово и Албанија и Црна Гора немаат газ. Другите држави имаат. Тоа е јасно, меѓутоа сепак кога луѓето немаат Да. искуство, нормално е да се појавуваат и одредени прашања. Ме интересира, а верувам дека и граѓаните честопати едно од другите прашања кои што се поставуваат е снабдувањето на газ на стамбените објекти. Дали се уште на почетокот беше дека сите стамбени објекти треба заеднички да се договорат за да може да се донесе газ до нивната стамбена зграда. Еве да речеме некој доколку сака од 5 спрат во некоја зграда да има во својот стан дотек на газ, можеме ли? Може. И тоа го имаме направено оваа година. Значи, моите совети и препораки биле убаво е да се договорат еден влез, да не мора сите. Пример има 20 стана, нек се договорат 15. Многу подобро, полесно изводливо, поевтино за нив е да го направат тоа заеднички. Со наш совет како тоа да се направи. И тоа се им го кажувано на X такви што е дошло кај нас. Се имаше една мора да ја спомнам, тетка Коцка ми беше многу симпатична жена, тамо од кај ламелите, кај градинката. Жената беше толку упорна. Одеше од врата на врата, комшиите ги молеше вака, така, онака и на крета. И секој ден доаѓаше, еве и овој сака, вака, сака, така, сака, добро, Коцка. Ќе направиме. Многу е лесно, многу е едноставно. Нема потреба сега, не може да вие да ги молите до безсвеси да чекате сите во зградата да присакаат. Тоа, меѓутоа работата беше да и не направам посебен приклучок за сите станови, него да биде еден, каде што има тоа како се прави, тоа е пример како што е во некои згради. Тоа кога се постигнала согласност. Не се постигнала согласност, никому ништо. По истиот овој принцип, 500 евра, дојдам до зградата, по надворешниот дел од фасадата, ти донесам на терасата, на просторијата која што одговара за таква работа и ти ќе си користиш и еве таа користи, не е единствена, има и други згради кои што користат. Тоа значи дека износот за приклучок во стамбената зграда е ист како и во приватниот, во куќите, да речеме. Тоа е тоа што јас од почетокот се трудев, вака е ист. Така. Веќе се јас носам за тебе на втори страт приклучок. Меѓутоа, доколку ги послушаа моите апели од пред година, 2, па и сега, да седнат, да се разберат. Не е тоа тешко за разбирање, многу е лесно. За се има тука мерни инструменти и точно се знае овој колку потроши, овој колку, нема тука некоја лага. Кога ќе дојде до еден момент да финализира, тука обично застанува таа работа. Меѓутоа, како што порано било проблем вака или онака, едно по едно одат работите, веќе се охрабруваат, доаѓаат како што тргнало еден по еден во зградите да ставаат, ќе дојдат и за еден цел влез, а една цела зграда има тоа да е инвеститори, знам дека и следните што ги спремат веќе тука делот што е се кај кастарната зградите веќе сите размислуваат, дел ги прават, а дел веќе ме имаат повикано како да им помогнам, ако се веќе во фаза на градба, како би можеле сега да внесат цевка, да стават и така натаму. И тоа, видите, конкуренцијата си го прави своето. Бидејќи тој кој купува, вика, јас сакам да имам и ова.
и така натаму. И тоа само по себе ги тера и тоа е процес што оди напред, тоа назад не може да оди. И таа една зграда веќе функционира година и кусур дена со 82 приклучока и луѓето таму се презадоволни и од цената. Еве ќе ви кажам, ја еден пријател таму што има стан, башка има и мало дете, па знаете кога имате мало дете, посебен режим. Значи за 115 квадрата стан, изолирана е таа зграда, но видите сега сите новоградби се изолирани. 115 квадрата стан, тој за цела сезона плати 400 евра грејење. Плюс и бањање во целата таа работа. А бебето, знаеме, се бања повеќе пати на ден. Значи, добро е, убаво е. Можностите економски, верувам дека само се дел од најбитниот дел од препреките за помасовна примена на ова. Меѓутоа, морам да споменам и банките. Имаат реагирано една-две банки кај мене со понуди за зелени кредити, да им укажувам на луѓето. Тоа се однесува за се што е еколошко, така да кажам. Значи и изолација, и гасен котел, и приклучок. И мислам дека, не ме држете точно за збор, беше на годишно ниво 5,5% камата, значи за една година на 1000 евра, пример, 55 евра камата. Меѓутоа имаме веќе такви реализирани приклучоци каде што банката го плаќа приклучокот, банката си го плаќа таму котелот од каде што се зима, а после тоа нормално корисникот си го сервисира тоа со банката, така да и тие имаат, тоа исто знам дека се однесува и за менување на прозорци еколошки, и за термички што се, и за термофасади. Значи и таа можност треба да ја разгледуваат граѓаните да може да си ја користат. Улеснително околно за побрз приклучок на газопроводната мрежа. Кои се вашите развојните фази на Струмица газ? Кои се активностите, проектите кои што треба да се реализираат во следниот период? Еве имаме една грина сезона пред нас, но и во текот на наредната година. Па вака, ние до сега реков имаме 26 километри. Мои најоптимистички предвидувања се дека националната цевка сега не знам зошто Стумица беше ставена во втора фаза. Значи прва фаза е Куманово Штип, Штип Неготино, Неготино Битола, па Скопје Тетово Гостивар, па после тоа Штип Радовиш Струмица. Кога Струмица е единствен град што е спремен да се приклучи директно на националната. Ајде да кажам, пак ли е тоа политика? И за ова не треба политика. Еве гасот стигна до пред Штип. И што сега? Ај нека се вклучат. На која мрежа? Одговорно ви тврдам. Сега да почнат. Папиролошкиот дел е година дена. Проекти, физибилити студии, идејни проекти, дозволи, лиценци, па сега ова концесија, пак не може. И сега ја гледат цевката. А утре се вале да дојде цевката. Ја го имам видено, иако доста го криеа тоа каде ќе минува, имам видено каде ќе проаѓа, тоа е на 100-200 метра од нашата цевка кај што е поставена. Нас ни треба, тоа е земјоделска површина, значи 100 метра за еден ден ги скупуваме, електрофузија, бајпас, спојки, ние за 5 дена ќе направиме приклучок на национален гасовод. И сега развојот кој зборите. Значи, пак ќе се вратам. Моите предвидувања се така како што е сега замислено. Можеби ќе биде подруго, можеби ќе биде за една година, зависи од некои други работи, што ќе се случуваат во наредниот период, кога Струмица место последна, претпоставувам, ќе добие и некој приоритет да биде попрва. Меѓутоа еве во сегашната ситуација за вака кој што е сега, еве да претпоставиме дека за 2 години ќе дојде национална цевка, сакам да биде и утре се вале, бидеме на чисто. Меѓутоа мои предвидувања бидејќи колку би требало за целото тоа, ние за 2 години веќе ќе имаме сигурно уште 10 на 15 километри гасоводна цевка, значи ние ќе имаме 40 километри гасовод. Тогаш веќе ќе биде доста полесно, по 50% од градот ќе биде покриен секако во доволен дел и дури тогаш другите општини тек ќе спремаат документација како тоа да го направат, но тоа да го оставиме на нив. Нашиот развој е да пуштиме, значи
во делот од градот каде што немаме, да ги поврзиме сите тие празни места, за да може да се направи еден ринг на целото тоа и населените места со пластениците. Тоа е рак рана на Струмица и Струмичко, но и на државата кој ќе земете во обзир колку се дрва се сечат за тие пластеници да се загреват. Тоа е поразително. Јас тоа го имам видено. Пред тоа можеби како бројка сум слушнал колку е тоа 500 кубика или 800 кубика, но кога бев у Куклишко погледнав како изгледаат 800 кубика, па ја во плацот на Шумското не сум видел толкава планина од дрва. И тоа ни е зацртано да го направиме. Сега тука ќе треба доста едукација со земјоделците, бидејќи тие ќе имаат голем бенефит, а најголемиот бенефит е нивното здравје, што ќе го добијат. Друго, ќе престане да се користи дрвата, па нашите деца ќе кажат добро, сте се сетили и на нас, бидејќи до сега доста слабо мислиме на таа работа. Но можеби бидејќи ќе може гасот да се користи во секое време, не е исто како со темпирањето на односно и полнењето на тие парни котели на дрва, можеби ќе има некој начин прогреси во самото производство, ќе можат да загреваат и да имат константна температура постојано. Тоа е едно од прашањето кои што многу ги тишти земјоделците, а така беше и планот станиците да бидат префрлени најпрво да се гасифицира Куклишко поле. Кога можеме реално, не оптимистички, туку реално да очекуваме? Пролет. Одговорно ви тврдам, пролет. Многу е лесно изводливо. Нашата станица треба само тоа коритото малку, тоа согласно некои проекти да се преиде, и ние влегуваме во првите пластеници, на 200 метра се од нас. Меѓутоа, и таму имате економскиот проблем. Гледаме мака мачат, оди, не оди производството, вака било, така било. Тие котлари, тие што ги имаат, се тотално вон сите правила и прописи. И нема шанса тие да работат на газ. И вака кој што се за мене се непрописни, меѓутоа на газ нема шанса да работи. Сега тој треба да направи преадаптација. Зборам се само за котларата. Така. И сега во зависност од инвестицијата, практично зборуваме за инвестицијата. Во зависност од оранжериите, сега нели некој има 1 декар, некој 2, некој 5, некој 10, такво му и котларат. И еве да претпоставиме една таква котлара треба да него го чини пример 15.000 евра, или 10, или 30. Мој предлог и апел, што сум го кажал и на друго место, еве се збори нон-стоп за субвенции на земјоделието. Кој ќе се приклучи на гасовод и ќе користи газ за загревање, државата нека му даде 50% субвенции, па таа котлара од 10.000 евра, тој да плати 5, да добие субвенција 5. Некако пари. Каде треба да се плати котлот? Таму се плаќа. Тогаш ќе добијат, многу работи ќе добијат. Но прво ќе кажам, збориме, такво е времето, збориме сите за пари. Прво ќе добијат здравје. Тие луѓе се истепани. Ги гледам таму целе вечери не спијат, редат дрва. Ова е културна работа. Во целата оранжерија си ставите неколку сонди со температура и пример за краставиците требало 16 степена. Го наштелуваш на 16 степена и тој нон-стоп го одржава тоа. Ти си одиш, си тераш друг бизнес, си седиш со фамилијата, си спиеш, шеташ, што сакаш си правиш, тоа само си функционира. Можеш да пројдеш, да го дзирнеш, да го видиш нормално, да погледнеш нешто. Меѓутоа, физичка снага тука веќе не треба. Тоа во сегмент со државата, со другите институции, е дури тогаш, можеби ќе звучам вулгарно, треба да се донесе закон за забрана за сечење шуми, бидејќи имаш алтернатива. Не ти е поскапо од дрвото. Пример, кубик дрва, метар кубен газ, а кога ќе дојде националниот гасовод, па ќе биде смешно тој што нема да користи. Бидејќи ако сега нашата цена е 32 денари, со национален гасовод ќе биде 25. Бидејќи ние имаме превоз, компресирање, декомпресирање, тоа е трошок. Дополнителни трошоци, така. Но ние докажавме еве дека може. Еве ќе кажам нешто за граѓаните што не знаат. Македонија има гасовод од 98 година. Од 98 година има гасовод од бугарска граница кај Крива Паланка до Скопје. Од 99 година се приклучени пивара, железара, алкалоид и така натаму. Зошто не се правила гасоводна мрежа?
Па уште зборат за Јужен тек, турски тек. Капацитетот, тоа се приказки за мали деца, капацитетот на тој гасовод, што е направен 98 година завршен, пуштен во употреба, е 800 милиона метри кубни. Потрошувачката до ден денес не е поголема од 12 до 15%. Зошто ќе правите нов гасовод? Искористите го прво овој, ќе правиме и нов. Но, мене ако ме прашувате, се збореше Јужен тек, па тој гасовод што го имаме, доаѓа од Бугарија, тоа е на Газпром. И Јужен тек е на Газпром. И сега ќе спуштиме друга цевка. И кој ќе си конкурира сам со себе? Газпром? А сега почна да се гради ТАП, Trans-Adriatic Pipeline. Тоа е нов гасовод од Азербејџан, што оди до Италија, и ќе проаѓа и таа Азербејџан, Турција, Грција, Албанија, па еден крак се дели преку Јадранското море оди во Италија, за кај Европа, другиот продолжува на кај Црна Гора, се спои со тој од Хрватска. И сега тој ни проаѓа на 10 км од Кукуш. Тој е конкурентен на Газпром. Ќе се исклучи. Зошто да не се склучи со нив договор? Ама тие работи не се пратат кога ќе се направи гасоводот. Толку се планира, прават повик заинтересирани држави да дојдат и сега слушаме, кај нас има апели, бевме таму, да, подпишавме спогодба, па еве се отпочна пред 3 месеца, имаше собир во Солун, беше отпочнувањето на свечено отпочнување на тој гасовод. Видовме кои држави беа таму. Зошто нас да не нема? Е сега, кој ќе дојде, ти име го после Јужен тек. Ама имаш и алтернатива, и имаш конкуренција. Ќе дое први, пример, 1 јануар, треба да правиме цена, де вие колку го давате метар кубен, а вие колку го давате? А сега ние се врзуваме само на едно. Но, што е најтрагично од се, имаме неискористен гасовод од 99 година што стои во Скопје. И сега Скопје било загадено. Еве ќе ви кажам еден човек што посебно го почитувам, професор од Машински факултет по мотористика, мислам дека е, тој ги има направено првите зелени автобуси пред 15-20 години во Македонија и на Балканот. Значи од стари автобуси направил автобуси прилагодени да работат на природен газ. И на таа гасоводна мрежа, што е од 98 година, има излечена цевка во ЈСП во дворот. Так. И тука се точат. Е сега, лани полани кога беше не ме држите, збор се купија новите автобуси во Скопје, 520 чинам. И окей, се е тоа убаво. Цевка со газ, со точило, имате во дворот, а вие купувате автобуси кои што се само на дизел. А природниот газ може да работи и во дизелаш и со бензинаш. Зошто не се купиле, значи неискористени работи ни стојат. Е сега се отпочна со изградба на гасоводот и тоа е добро. Поарно сега отколку никогаш. Меѓутоа, да ми простите, секој дава предност, значи тоа треба да се направи пред 10 години, а не да се прават други работи кои што не носат пари. Бидејќи тоа е нешто што носи пари. Автопатот, железницата, гасоводот, ама сега завршувал, кажи го, Јаглено дворек, Битола, чекајте чајре ваму таму. Епа, тоа има приоритет. Енергијата и храната се иднината на и војните во светот ќе бидат и се околу нафтени полиња, околу храна, околу енергија и вода. И тоа е нешто што треба да има предност пред другото. И јас сакам да имам убава фонтана и спомени. Ама од кој ќе си го направам, ќе ја направам куќата, ќе си направам се, па во дворот ќе си направам и фонтана. Да не се оддалечиме од темата, еве спомнавме дека многу реална и многу блиска е гасификацијата на Куклишко поле. Каков е интересот? Дали веќе имаме луѓе кои што доаѓаат да се распрашуваат, заинтересирани, кои што се подготвени, без разлика на тоа што малку поголема инвестицијата, меѓутоа ќе решат голем проблем? Има ли подготвени градинари да го донесат гасот во... Видете, ако пред 3 години имаше 3 јавувања, лани имаше 5, ова година има 15. Така. Кои што доаѓаат, прашуваат. 7 со часови да им објаснам. Сум им дал апел да не мора да доаѓаат. Еве, пример, рано градинарите што имаат такви оранжери од Куклиш, нека ми кажат
во петок, во 6 часот, има таму простори што им се заеднички, те дом, те пензионерско, не знам што. Јас ќе дојдам и ќе им објаснам убаво како е можно, што треба да припремат и веќе имаме направено идеен проект. Значи, од наша страна си има направено идеен проект, ги повикав советниците, им дадов шемата на тој дел од полето, они поразговараа со тие луѓе што имаат вакви пластеници и ако ние имавме зацртано пример 2 километра мрежа, доди вака и вака, тие некоја да, ама од тука е подобро да пројде бидејќи тука има уште една оранжерија, а оваа се влегува од задната страна, од предната страна, значи тој проект е направен и по тој проект ние ќе почнеме да работиме. А нив ги повикувам да се јават, да се организират. Јас им стојам на располагање, и мојот менаџерски тим, и други стручни лица што соработуваат со нас, ќе ги однесам, ќе поразговараме, сите прашања, сите опции се отворени. Ние од нас ќе дадеме се што можеме. Ние цевката ќе ми однесеме. Натаму, колку другите институции ќе помогнат, тоа веќе јас не можам да кажам. Така. Кои се потребите, бидејќи ги исполнувате и другите институции? Дали за носењето на таа главна цевка потребна е, не знам, согласност, дополнителна помош од некого? Не. За цевката до Куклишко поле или до Добрејци, или тоа е во општина Струмица и тука дозвола за градба ние се добиваме од општина Струмица, нормално, согласно правилата и прописите, што треба да ги исполниме за да го добиеме тоа. Тој дел не е проблем. Ние ќе однесеме цевката. Меѓутоа ќе се јави финансискиот проблем, претпоставува. Меѓутоа, како и да е, ние нашиот дел ќе го завршиме не само до Куклиш, значи до Дабиле, до Добрејци, целиот тој проект е направен и пролетта тој ќе стартува, можеби еден дел ќе стартува и сега есента, зависно од временските услови колку не дозвола, бидејќи таму е многу лесно за работење. Не е како во градската средина, затоа што овде инсталации за вода, инсталации за канализација, за струја, па бекатон било, па да го вратиш. Таму е едноставно поле, патчето и покрај него ние во касарната кога копавме по 150 метра на ден стававме. Во градскиот дел по 30 метра на ден. Значи, тој терен ни овозможува за кратко време да пуштиме километар-два без никаков проблем. Ќе се потрудиме ова година, но за гарантирано пролета, бидејќи и проектно е донесен, и буџет, бидејќи треба и да го завршуваме и заокружуваме овој... За приклучокот, заборавивме. Апсолутно, меѓутоа еве да го заокружиме овој дел околу земјоделците, во кој што мораме да спомнеме дека доколку земјоделците се подготвени, можат наредната грејна сезона да работат со природен газ. Слободно. Загарантирано можат. Сега на работа запоставивме, рековме дека оваа година само убави работи соопштувавме на граѓаните и убавата работа беше во понеделникот на седница на Совет. Приклучокот е новата цена најниска, што викам ја на Балканот, е 500 евра, што значи тоа, значи до лани... Убаво е да се спомне дека која беше почетната цена на приклучокот, за да имаме нешто за споредба. Значи, до лани приклучокот, до оваа година, до сега, приклучокот беше 700 евра, со тоа што општината субвенционираше 140 евра на одреден број приклучоци, бројка што не беше дадена, и фактички цената беше 560 евра. Сега, ова офаќа ормарот и сите земјино-градежни работи во должина од 12 метра, но се збори за стандарден приклучок, да нема забуни. Значи има нестандардни приклучи и стандардни приклучи. Ова што е за индустријата, тоа е нестандарден приклучок. Стандарден приклучок е приклучок што содржи мерач G4, така се вика тој ормар, со капацитет, со мокност од 9,6 метри кубни газ, со гасоводна линија од 12 метри. Значи, тој G4 приклучок е тој стандарден во цела Европа. Тој приклучок беше 700 евра. Општината го субвенционираше 140 евра, тој беше 560 евра. Сега, оваа година, кога беше тендерската постапка во август, бидејќи беше истиот добавувач, а и не треба тоа да ве чуди, затоа што нема 3-4 фирми во Европа се занимаваат со вакви работи. Не се тоа. И сега во преговорите, ајде во име на добра соработка и во добро преговарање од менеджерскиот тим на Струмица газ, успеавме да цената ја издействуваме само за овој
приклучок да биде од 700 да падне на 600 евра, што значи првично нашиот приклучок беше 700, сега е 600 евра. И сега општината продолжи со субвенционирање на уште 50 приклучоци, да кажеме, со овој буџет и новата цена е сега 500 евра. Завршно со ДДВ, со се, до ормар донесен до пред вашата порта. Кои се очекувањата? Колку од овие субвенционирани приклучоци може да се реализираат? Бидејќи има веќе заинтересирани, рековте дека од Сабајле имате два приклучока. Значи, до стартот на грејната сезона, барем половина. Знаете, за да се припреми на седница на Советот, пред тоа има комисии и така натоми, тоа има растојание од 10 дена и веќе муабетот излезе, иако испраќав нон-стоп апел до граѓаните да доаѓаат пролет, лето, да може да ги планираме, да може да работиме на раат, што викаме, ама дел од навиките се тие, бам, сега, септември, секогаш кога веќе сме. А сега пуше, кога слушна за намалувањето, сега застанаа и веќе јас ги знам 10 што чекаат да дојдат сега да уплатат по новата цена. И почна од вчера, денес и утре ќе ги има најавите, ги имам за секој ден. Така да очекувам дека ќе биде бројот доволен, а дека ние ќе излеземе во сусрет, но да кажем дека ова не е баш толку едноставна работа, бидејќи сега можеме да интервенираме таму каде што до сега сме можеле да планираме, например, еве во вашето мало има заинтересирано 6 луѓе, па ние сме во мај поднеле баре дозвола за градба линија да правиме се и да ги правиме тие приклучици. Сега веќе немаме толку време, сега можеме најмногу да интервенираме таму каде што веќе има линија, па 10 метра, 25 лево десно да го правиме тој. Тој ќе го правиме додека не држи времето и временските услови и верувам дека тој број ќе биде се поголем и поголем. Така. Оваа сезона рековте дека ја стартувате со минимум 250, бидејќи оставаме простор за оние кои што ќе може да се приклучат. Очекувате ли да бидат еве барем 300 до пролета? Со оглед дека имаме 50 субвенционирани и дека константно продолжува тоа приклучување. Значи, јас сум оптимиста дека тоа ќе биде, не гледам зошто не може да биде. Јас повторно ќе ви кажам, не е дека граѓаните не сакаат. Видоа тие што е добро и што е убаво. Посебно со овие цени сега што ги имаме, најубава работа. Економскиот фактор, моќта економска на граѓаните е таа што ги кочи. Иначе, кој е тој што сака да носи дрва до трети спрат или цистерни или да плаќа 3 пати поскапа струја, кога овде имаш еден термостат што го наштелуваш за цела недела како сакаш и колку сат да се уклучи, да се исклучи и на крајот од месецот да ти дое сметка. Еве ќе ви кажам, дома кај мене сметката за август месец за потрошен газ за користење на топла вода е 400 денари. Значи, кој не ќе таква работа? Еве ви реков, во зградата стан од 115 квадрата, грејна сезона 6 месеца, со се бањање, со се топла вода за кујна, санитарија и така натаму, 400 евра. И па нека ми каже дали некој како проаѓа поарно за 115 квадрата. Значи, поевтино и од дрвата, ви тврдам. И нема некој кој не го сака тоа. Меѓутоа, можности се тие, ние стоиме на располагање, колку што ги замолувам, сте што ги интересира. Нека повелат во нашите простории. Не постои човек на кој што не му е даден добар, искрен и точен одговор. Само да не слушат улични муабети или квази стручњаци. Значи, Струмица газ стои на располагање кога сакаат, што сакаат слободно. Да ги увидат своите потреби и можности. Ви благодарам за разговорот, за учеството во оваа емисија. Се надевам дека кога ќе има повторно новости во работата, кои што се во интерес на граѓаните, ќе бидете гостени во нашата емисија. Благодарам и на вас, на поканата. Секој стојам отворен за соработка со сите медиумски. Така. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што ја следевте оваа емисија. Имајте убава ноќ.